Досега сонцето пржеше, од утре ќе не гори. Под влијание на многу топла воздушна маса, температурите ќе бележат покачување, ќе преобладува сончево и уште потопло време. Понеделник максималната температура околу 38 степен, додека во среда и во четврток и околу 40 степен. Иако е среде лето и жешкото не е изненадување, горештините кои траат невообичаено долго се потешко се поднесуваат. Моментално температури се многу јаки и неиздржливи. Печето е како вршник од згора. Жешко е, тешко издржливо е, не е баш како за излавање овие денове, овие сати. Поради ова, освен Министерството за здравство и штипскиот градоначелник во својство на здравствен работник излеза со препораки до граѓаните. Ово најтоплиот дел од денот, а тоа е некаде после 10 часот, 11 тамо до 17:30, да се бидат дома или под сенка, да носат многу лесна облека, да не јадат мрсна храна. Значи, зеленчекото и овошето да бидат основа во исхраната сега, да примаат многу течности. Ладни чаеви нека пијат. Хроничните болни посебно да бидат внимателни, да ја примат терапијата и лековите кои им се припишани. Помладите спасот го гледаат во градскиот базен. Доаѓам многу често и овие температури се многу високи и затоа дојдовме да се разладиме. Скоро секој ден доваѓаме, пливаме, се забавуваме, исто така правиме разни работи со другарите. Постарите во клима уредите. Оваа година е зголемена повише поборувачката на климите, за разлика од лани. Оваа година повише поборувачката оде на инвертер климите, затоа што луѓето веќе кога купуваат само клима за ладење, за да не купуваат зимото и за грејење, купуваат две во едно. Долгиот период на траење на енормно високи температури и високото УВ зрачење бараат соодветна заштита. Зголемениот број на мозочни удари треба да се доволна опомена за сите.